Сегашниот македонски наставен систем нема соодветни програми или служби за талентирани и надарени деца како 7-годишниот Македон од Тетово, кој е математички гений со 134 коефициент на интелигенција, за чии напредни способности објавија балканските и светски медиуми. Родителите барале, но не нашле посебен систем што ќе ги артикулира талентираните деца како Македон и ќе им даде насока за образованието. Редовната настава нема доволно кадар за поголемо внимание за таквите ученици. Тоа е второ одделение, но таа настава му е здодевна, па за омилениот предмет математика оди на приватни часови за да решава задачи за средно образование. Нема никаков помош и нема никаква насока како да ние се справиме. Едноставно баравме начин да не упатат они на кој начин ние да му помогнеме на Македон, на кој начин ние да му помогнеме во неговото образование. Добивме препораки да ангажираме своји професори што би биле по математика или по некоја друга област, што би му помогнале, така и на тој начин и сега работиме. Во ваква ситуација, општеството само може да биде гордо на вакви гениални умови, но универзитетите, академијата и Министерството за образование мора да најдат начин за посебна поддршка или грижа за извонредни ученици како Македон, препорачуваат професорите. Во моето долгогодишно работење како професор сум имала талентирани деца, вакви не. Например, од областа на јазикот и така сум ги насочувала и голем дел од нив токму тоа и го одбрале како една професија. Меѓутоа овдека се работи за нешто исклучително. И мене многу ми е жал за тоа што ваквите исклучителни деца секогаш ни завршат во странство. Затоа што другите држави умеат да го препознаат и да го вреднуваат нечи ум. На оваа возраст потребна е поддршка од психолози и педагози, а потоа соодветно стручно тело да му помогне да ги искористи способностите. Сепак не треба да му одземаме од детството негово, треба он да се развива како и сите останати деца, но да му дадеме можност тој талент за да се искористи и за него, меѓутоа и за добробит на државата. Македон доби златен медал на светскиот надпревар Математика без граници, говори неколку јазици, го интересира и ја изучува науката за ѕвездите. За еден час ги има научено кинеските броеви до милион, па заслужено го има и епитетот генијалец.